Почитувани гледачи, добра вечер. Добре дојдовте во Трета порта интернет политички магазин и оваа емисија во целост е посветена на случувањата после аболицијата и амнестијата на претседателот Ѓорѓе Иванов за сите, како што тој вели, обвинети политичари од власта и од опозицијата. Оваа одлука на Иванов предизвика вистински политички земјотрес во Македонија, а веќе на улиците на Скопје имаше и се најавуваат и нови протести за оваа одлука. Ние ќе ги видиме сите реакции и анализи и коментари на оваа тема. Одиме прво со реакциите на меѓународниот фактор. Одиме со последната изјава тоест последниот напис на американскиот амбасадор Джес Бели во Република Македонија. Джес Бели напише на Твитер: аболицијата ги штити корумпираните политичари. Општа аболиција, без соодветен судски процес, ги заштитува корумпираните политичари и нивните соработници. Што туку твитна амбасадорот на Соединетите Американски држави Джес Бели на неговиот Твитер профил. Оставете ги специјалното јавно обвинителство и судовите да ја вршат својата работа, стои во Твитер пораката на американскиот амбасадор во Македонија. А веднаш по одлуката на Иванов аларм се крена и во Брисел. Таму состанок одржа тројката европратеници кои учествуваа во создавањето на договорот од Пржино во Македонија. Одиме со таа вест. Еве, тука се цитира една изјава на Ричард Ховит, европратеник, и тен состанок во Брисел по одлуката на Иванов за амнестија и аболиција. Кршењето на договорот од Пржино ќе има сериозни последици, изјави европратеникот Ричард Ховит. Политичарите во Брисел итно ги проучуваат и се консултираат за последните случувања во Скопје и можам да предупредам на многу сериозни последици доколку некој од партиите или поединец е одговорен за кршење на договорот од Пржино, рече европратеникот, кој заедно со Иво Вајгл и Едвард Кукан, како и со еврокомесарот за проширување Јоханес Хан, беа медијатори на политичките разговори за решавање на политичката криза. Ховит подсети дека Иванов по одлуката на Уставниот суд да му одобри на претседателот да аболицира лица за изборен криминал, педофилија и трговија со дрога, ги уверил дека нема да презема такви чекори. Тоа е изјавата на Ховит. Одиме со поранешниот европратеник во Република Македонија Фуере, кој често ги коментира случувањата во Македонија и овој пат се огласи, кој вели дека по оставката на претседателот не остануваат многу избори за граѓаните. Па Фуере вели: оставка на претседателот, одложување на изборите или законот на улицата. Ова го означува крајот на владењето на правото во Македонија под актуелното раководство. Ако претседателот не си поднесе оставка, што им останува на граѓаните на Македонија? Или формулата на Виктор Иго, законот на улицата, или владеачката партија да прифати дека мора да направи компромис и да ги одложи сите предвремени избори додека не се исполнат сите услови за кредибилни избори, без оглед на тоа колку време ќе биде потребно, напиша Фуере. Одиме со домашните случувања. Лидерот на опозицијата, потегот Зоран Заев, потегот на Ѓорѓе Иванов го окарактеризира како државен удар. Заев кажа: ова е државен удар, одиме на улица. Еве, ова е еден од насловите во медиумите на оваа тема. Лицето Ѓорѓе Иванов, човекот кој на криминални избори Никола Груевски го постави за претседател на државата, денеска го заокружи државниот удар врз Македонија, рече Зоран Заев, претседател на СДСМ. Тој е директен соучесник во злосторничкото здружување против Македонија. Правната држава повеќе не постои, рече Заев и повика на масовни протести. Не сме сите исти, не сме криминалци, побара Заев и побара оставка од претседателот Ѓорѓе Иванов.
А една слична изјава има и Андрей Жерновски, градоначалникот на Центар, кој пак за председателот Иванов има друг епитет. Жерновски вели: пионот Ѓорѓе Иванов брутално ги понижи граѓаните на Македонија. И тоа Андрей Жерновски го пишува на неговиот Facebook профил. Каков срам, каква перфидност. Владата преку својот пион Ѓорѓе Иванов брутално ги понижи граѓаните на Македонија. Ја излажа меѓународната заедница најбезобразно поништувајќи го договорот од Пржино. Со овој скандалозен потек, договорот од Пржино е официјално мртов. Тука нема дилеми. Секој кој мисли поинаку, кој верува дека со оваа власт може да се преговара, опасно се лаже. Тоа го напиша Жерновски. А владеачката ВМРО ДПМН преку соопштение исто така ја осуди одлуката на председателот Ѓорѓе Иванов. Формално од ВМРО ДПМН велат дека не се согласуваат со неговата одлука, иако како што додаваат, веруваат дека тој имал добри намери. Одиме со соопштението на ВМРО ДПМН. Еве, ова е еден од насловите кои се пренесени во медиумите на таа тема. ВМРО ДПМН е фрапирана и изразува силно несогласување со постапката на Иванов. ВМРО ДПМН со фрапираност и неверување ја проследи пресконференцијата на председателот Ѓорѓе Иванов. ВМРО ДПМН не се сомнева дека председателот Иванов секогаш имал честни и добри намери и постапки, водејќи се од националните и државни интереси и идејата за национално помирување и единство кое сметаме дека е секогаш потребно. Сепак, во конкретниот случај би сакале да изразиме силно несогласување со оваа негова постапка. Сметаме дека со овој потек се оневозможува нашата волја и напор да се разобличат сите конструкции, лаги и манипулации кои ни беа наметнувани и беа насочени кон нас како дел на едно однапред смислено сценарио. А Дојче Веле на македонски јазик има една прилично интересна анализа, доста читана во новинарските и аналитичките кругови. Во таа анализа Дојче Веле цитира извор од владеачката ВМРО ДПМН, кој вели дека всушност целиот потек на председателот Иванов бил добро координиран внатре во владеачката партија и дека се работи токму за однапред смислено сценарио кое е направено од страна на ВМРО ДПМН со цел на исполнување на повеќе точки. Да видиме дел од текстот на Дојче Веле. Насловот е: одлуката на Иванов била детално договарана. Одлуката со која председателот Ѓорѓе Иванов овозможи општ прекин на сите постапки меѓу политичарите и нивните соработници или поддржувачи од спротивставените страни не е донесена како што тој изјави без согласност или консултации со некого, туку била дел од цел пакет мерки задкулисно договаране во дискреција со најтесното раководство на ВМРО ДПМН, тврдат за Дојче Веле партиски извори кои инсистираат на анонимност. Значи, тука ова е една поширока анализа, тука цел делот овие одлуки на ВМРО ДПМН биле поради тоа на избори да се излезе во условно кажано морално чисти луѓе. И ќе видиме уште еден дел од овој текст. Тоа е една повторно контрадикторна изјава на еврокомесарот Хан, кој првично изјави дека се сомнева во можноста во Македонија да се одржат кредибилни избори, за потоа да даде друга изјава за Радио Слободна Европа. Тука Хан вели: во принцип изборите ќе се одржат во секој случај, бидејќи тоа е според уставот на ПЈРМ. Сега кога парламентот е распуштен, тие ќе се одржат, но неопходно е важно и овие избори да бидат спроведени на начин на кој ќе бидат признаени од меѓународната заедница.
Тоа е изјавата на еврокомесарот Хан. Емисијата ја продолжуваме со останатите реакции и коментари. Одиме со новинарот Бранко Тричковски, кој пишува на Facebook и вели: луѓето велат дека умрела надежта во правната држава. Обратно, јас мислам дека се раѓа. Одиме со Ставре Темелковски, кој на Facebook ги повика пратениците на СДСМ и партијата да го спроведат оној импичмент кој го најави нивниот лидер. СДСМ: ајде бе дечки, пратениците ви имаат мандат 30, ви требаат за импичмент на Иванов. Ова се вонредни околности, може да ги свикате, баш сакам ДПМН да ги видам колку се фрапирани од поставката на Иванов и баш ке ме интересира колку Иванов ќе биде нелегитимен за ДОИ ДПА. Ајде мрднете малце СДСМ, ајде импичмент му е мајката, има практични и правни услови за тоа. Главниот и одговорен уредник на Телма Атанас Кировски пак на Facebook пишува за хипокризија. Вели: она што најмногу ме нервира во сето ова е крајната хипокризија. Во држава каде што сите институции се тотално партизирани и пред се затоа што не ја бива државата, беше формирана една единствена надпартиска институција со поддршка на 4 партии и на Европската Унија и САД. Таа даде трошка надеж на граѓаните за правда и еднаквост на сите пред законите. Ѓорѓе Иванов во својот говор токму неа ја обвини за политичка агенда и дека во иднина ќе ја блокира. Зарем е можно ставот на човекот кој треба да биде претседател на сите граѓани да биде сите партиски институции се бомбона, единствена надпартиска не чини пошто имала политичка агенда. Стојаче Ангелов од Достоинство пак целата изјава на претседателот Иванов, целото тоа обраќање и соопштување на нацијата ја поврзува со еден друг датум кој се погоди да биде на истиот ден со изјавата на претседателот Иванов, случајно или намерно, па Ангелов вели: денот кога цела нација требаше да биде во жалост како знак на почет кон убиените момчиња кај Смилковското езеро, човекот кој себе се представува како татко на нацијата направи поинакво, но исто толку страшно и тешко злосторство. Затоа мора да преземеме нешто, било што. Револтот на Facebook и Twitter е окей, но не е доволен. Само што? Што да преземеме во една ваква држава? Држава од мнозинство рамнодушни, исплашени или обесхрабрени луѓе. Луѓе кои одамна се помириле со суровата судбина дека живеат во нешто што наликува на држава, но сепак не е држава. Во секој случај, барем ние останатите сме должни да преземеме нешто, било што, како мал но силен протест, на пример, колку за почеток. А голем дел од граѓаните на социјалните мрежи коментираат за уште една димензија која произлегува од оваа одлука на претседателот Иванов, а тоа е таа една општа аболиција и амнестија за сите политичари кои се осомничени за кривични дела и за кои се водат постапки, но граѓаните прашуваат каде се во таа приказна токму тие граѓаните, луѓето, каде се останатите осомничени, обвинети и осудени за полесни и потешки кривични дела, зарем излегува дека во оваа држава најпривилегирани излегуваат политичарите, а токму тоа го прави претседателот на државата, човек кој би требало да биде татко на нацијата, човек кој треба да ги заштитува сите интереси на граѓаните, и токму тој сега произведува едни нови, како што коментираат тука луѓето повластени касти. Ајде да ги видиме тие коментари. Томислав Кежаровски, новинар, кој исто така беше дел од еден долг судски процес, преживеа навистина една голгота во притвор, лежеше речиси година дена, сега праќа една порака до претседателот Иванов преку Facebook. Претседателот Иванов веднаш, без одлагање, да ги амнестира, аболицира или што и да е,
сите осомничени, обвинети и осудени лица од случаите Милка, Детонатор, Керозин, Фаланга и така натаму. Ана Глегорова, режисер, прашува во однос исто така на парите за кои се има сомневање дека се украдени, па вели: да прашам дали на аболицираните ќе им останат украдените пари или ќе ги вратат. Некако ми изгледа дека нелегално стекнатиот имоти пари се легализира. Море мајмони едни, вие ќе ми праќате тужби за виртуелни долгови. Мери Николова, граѓанска активистка која се бори за правата на притворените и затворените лица, праќа една порака во тој контекст и вели: сите затвореници кои се по затворите, а и лицата во бегство, не може да се поголеми криминалци од оваа багра што се амнестира сама. Срамоте на Хорхе, ова го нема ни во Африка. Елисавета Бејкова, исто така граѓански активист, вели: Хорхе само ја потврди дефиницијата во оној учебникот за класите. Стварно политичарите биле по висока класа. Никој ништо не им може. Што сакаат може да прават. А писателот и актер Марин Бабиќ упати едно отворено писмо до претседателот Иванов. Да видиме дел од тоа писмо. Еве го објавено во медиумите, каде Бабиќ вели: Господине Иванов, нарочно не ве ословувам со председателе, сакам да ви поставам неколку прашања. Иванов, дали сте свесен за постапката која што ја презедовте? Дали сваќате каква глупост и каква, не знам каква идиотштина протежирате? Дали не сметате дека сте прилично провиден со додавката дека аболицирате и опозиција? Пази богати. Дали сваќате дека никој не ви верува во тоа што го кажавте без ничија сугестија, сте ја донеле ваквата срамна одлука? Дали сваќате дека вие станувате голем спонзор на криминалот, корупцијата и на растурачите на Македонија? Дали, Хорхе, сваќаш дека суспендираш се што е во досегот на правото? Дали, не знам како да ве наречам, сте свесни дека вие сте обичен фикус преку кого се воведува криминализација на некогаш Македонија, денес не дојдеја? Тоа го пишува Марин Бабиќ во своето писмо до претседателот Иванов, а одиме со неколку правни толкувања на неговата одлука. Се одласи и до скорешниот претседател на Македонската академија на науките и уметностите Владо Камбовски, кој вели: не може топтана аболиција, мора да биде со име и презиме. Ниеден обвинител, ниеден суд не може да го натера да запре кривична постапка каква општа одлука за аболицирање на осомничени и обвинети од претседателот на државата. Претседателот дава аболиција, не со општ акт, туку со поединечни решенија. Се надевам Ѓорѓе Иванов направи грешка во говорот, реагира, сакам да кажам, академик Владо Камбовски, кој вели дека Иванов требало да каже всушност: донесов решенија за аболиција, место донесов општа одлука, одлука стапува во сила веднаш. Камбовски објаснува дека помилување и амнестија се вршат со носење на акт, со општ акт амнестија дека собранието на Македонија. Претседателот аболицира, но не со општ акт, туку со решение, вели тој. Одиме со толкување на професорот Светомир Шкариќ, кој вели дека одлуката на претседателот Иванов е незаконска. Македонскиот претседател Ѓорѓе Иванов се одлучил на мерката аболиција, а не на мерката помилување. За да може некого да аболира, мора да се потпре законот за помилување од 1993 година, кој му овозможуваше на шефот на државата по исклучок без проведена претходна постапка да ослободува од гонење одредени лица за сторени кривични дела. Но тој член од законот е укинат со законот за помилување од 2009 година. Со други зборови, овој вид на аболиција престана да важи. Таа норма стана мртва и не може никој да ја оживее освен собранието со донесување на нов закон, вели Шкариќ.
А има и правни експерти кои велат дека одлуката на претседателот Иванов е добра и државничка. Еден од нив, можеби единствен за кој што јас сум видел и најдов на интернет просторот, тоа е професорката Тања Каракамишева, која застана во одбрана на одлуката на Иванов и вели дека таа има голема политичка тежина. Сите обвинувања дека одлуката не е уставна и дека претседателот излегол надвор од законите не се точни. Уставот му дава должност да биде одговорен за државата, за стабилноста на државата и нацијата и да биде татко на нацијата, да ги застапува незините интереси. Гледаме веќе странците имаат сериозен проблем да ја сварат и ако добро се анализира, ќе се види дека со оваа одлука испраќаме силен политички сигнал до сите оние кои се мешаа во нашата внатрешна политика повеќе од што треба и неповикано сакаат да бидат мирудија секаде, бидејќи меѓународниот фактор делуваше како влада во сенка, вели Каракамишева. Професорот Мерсел Билјали пак има тотално спротивно мислење од професорката Каракамишева. Професорот Билјали пишува за соборување на мафијата. Пред 4 години беше изведен тивок државен удар, но сега се работи за класичен државен удар. Затоа сите опозициони партии од сите етникуми треба подитно да формираат влада на сенационален спас, која заедно со непристрасен странски фактор ќе треба да ги организира и реализира работите, изборите. На криминалните функционери треба да им се забрани да се кандидираат. Опозицијата има историска обврска да најде излез, а тоа секако дека има своја цена. Поинаку ќе следи и длабоко разочарување, но пред се масовни протести, вели Билјали. И емисијата ќе ја завршиме со една колумна на Ерол Ризаов. Таа колумна се однесува за уште еден голем настан кој се случи, но кој за жал падна во сенка на случувањата поврзани со претседателот Иванов. Тоа е оној редовен годишен извештај на американската невладена организација Freedom House, кој повторно Македонија ја рангираше на многу ниско ниво во однос на демократијата и извештајот има нотира дека во Македонија има назадување на демократијата. За ова пишува Ерол Ризаов, но пред се пишува за оној дел во кој владеачката партија и за овој извештај го обвинува СДСМ. Насловот на Ризаов е СДСМ го контролира Freedom House. Конечно, светот дозна кој го контролира и финансира Freedom House, позната независна и респектирана американска организација основана во 1941 од Елеонор Рузвелт, сопруга на претседателот Рузвелт, чии извештаи се најмеродавна оценка за нивото на демократија во сите земји, вклучувајќи и самата Америка. ВМРО ДПМН по последниот катастрофален извештај на Freedom House објавен вчера за нов драстичен пад на слободата во Македонија во сите области, обзнани дека СДСМовскиот очај е вграден во извештајот на Freedom House и дека СДСМовската банда ја контролира оваа американска организација. Со оваа колумна на Ерол Ризаов ја завршуваме и оваа трета порта. Емисијата гледајте секоја среда во 19 часот и 15 минути. Проследено со нашето мото дека ние не ви кажуваме како да размислувате, туку ја прикажуваме големата слика, заклучоци носете сами, а останете и со програмата на 24 вести.